Вести на Канал 8, добар ден. Укинување на математиката како трет задолжителен предмет при полагање државна матура и промена на моделот за екстерното тестирање се барањата на учениците од Средното општинско училиште Љупчо Сантов, кои денеска ги искажаа со масовен протест. Со свиркања и извикувања и испишани транспаренти, учениците ја дадоа целосната подршка на барањата на средношколскиот пленум. Не за математика на матура, не ставајте не на бинго тест, не сме глувци да експериментирате со нас. Имаме право на избор, воведете ни кулинарство, не спрживте со овие закони. Вакви и слични пораки на транспаренти, свирејќи и викајќи по кочанските улици, учениците од Средното општинско училиште Љупчо Сантов излегоа на протест во центарот на градот и дадоа целосна подршка на барањата на средношколскиот пленум, а тоа се укинување на математиката како трет задолжителен предмет при полагање државна матура и промена на моделот за екстерното тестирање. Бараат секој ученик да избира што ќе полага, бидејќи не секому математиката му е предмет на интерес. Денеска сме на улица во масовен број и нека не ги лажат да ќе се повлечеме од улиците. Ќе бидеме и во наредниот период присутни, имаме доставено барање и бараме исполнување на тие барања. Тоа се значи не математика за матура, бидејќи секој ученик не може да полага математика, оној кој што ќе се запишува на општествените факултети или на јазичните факултети, може на некому не му иде математика. Математика за матура да остане како изборен предмет. Оној кој што сака да ја полага, ќе ја полага математиката. Оној кој што оди на факултет математика. Средношколците стануваат се поединствени и во ставот околу промената на моделот за екстерно. Кажаа дека оценката треба да биде вкупен резултат од тестирањата во текот на целата учебна година, покажаните знаења на часовите, активноста и вклученоста на учениците во текот на наставата. Екстерното тестирање се покажа како неефикасно, па дури и непотребно. Учениците се соочија со бројни проблеми, почнувајќи од техничките, паѓање на системот, немање доволно компјутери за сите што полагаат, како и тестирање кое е нереален приказ на знаење. На протестот го искажаа својот став и барање и за овој проблем. Имаме 60-минутен бинго тест, буквално 60-минутен циркус со прашања на кои што можеш буквално да си играш лотарија и да искараш или тројка или петка. Одличните ученици можат да кикснат на екстерно тестирање. И сега прават споредба помеѓу 60-минутен бинго тест, што влегува во свидетелството и оценка добиена од текот на целата година, која што е следена преку тестови, знаења, активности на ученикот. И сето тоа, замислете, влегува во свидетелство. Па како може тоа? Тоа нема да го дозволиме. Гимназијалците ја немаат подршката од учениците од Средното општинско училиште Гошо Викентиев. Во разговор со нив истакнале дека интерес постоел, но сепак не прифатиле јавно да излезат на протести. Затоа учениците од гимназијата упатија апел до нив за подршка во наредните протести. Инаку, оваа година математика во државна матура полагаат само матурантите од гимназиските паралелки, а од до година се воведува и во економските и стручните училишта, така што гимназијалците не гледаат причина и учениците од другото средно училиште да им се приклучат на протестот. Очекуваат надлежните да ги слушнат и да реагираат на сличен начин како што беше примерот со студентскиот пленум, односно позитивно да одговорат на нивните барања. Учениците се единствени во ставот дека ќе останат на улица се до исполнување на нивните барања. Најавија дека ќе нема бојкот на наставата и протестите ќе ги организираат за време на паузата меѓу првата и втората смена. Одржувањето на традиционалниот пролетен крос, одбележување на Денот на шегата и состојбата со училишните спортски лиги беа темите кои се дискутираа на работната средба на градоначалникот Димитровски со директорите на основните и средните општински училишта и градинката. Училиштата се изјаснија во однос на проблемот што го имаат со јавните набавки. Пролетниот крос се одложува за наредниот месец. Манифестацијата Априлијада, што се одржува секоја година на 1 април, и годинава ќе биде масовна и организирана на високо ниво. Така одлучија директорите на средните и основните училишта на работна средба со градоначалникот Димитровски и инспекторите од Бирото за развој на образованието и државниот просветен инспектор. Најавениот крос за 21 март за Денот на пролетта, поради временските услови се договоривме да го одложиме за средината на месец април, во начало 17 април. Се договараме за активностите околу
1 април денот на шегата и за училишните спортски лиги. Директорите на училиштата се изјаснија околу проблемот со јавните набавки. Некои од училиштата немаат капацитет да ги организираат јавните набавки. Знаеме дека имаме големи промени во Законот за јавни набавки и дека е потребна една процедура која што треба да ја спроведе. Ние во општината имаме посебно ангажирани лица и им понудивме да нашите вработени од општината, значи нашите стручни лица ги надополнат тие нивни барања. На состанокот се разговараше и за други одредени конкретни проблеми кои постојат во образованието, но за кои ниту директорите, ниту градоначалникот не сакаат да зборуваат во јавност. Агенцијата за храна и ветеринарство во Кочани организираше отворен ден за граѓаните и компаниите од земјоделско-прехранбениот сектор. На средбата беа изнесени проблемите со кои тие се соочуваат во работењето, како и сугестии и барања за нивно побрзо надминување. Интерес кај представниците од кочанскиот бизнис сектор поврзан со прехранбената дејност предизвика организирањето на отворените денови на Агенцијата за храна и ветеринарство. Настанот се одржа во салата на Советот на општина Кочани, а негова цел е одговорните да ги слушнат мислењата, проблемите и сугестиите на стопанствениците и граѓаните за прашањата што се во надлежност на агенцијата. Исто така, средбата беше можност да се поттикнат компаниите од земјоделско-прехранбениот сектор да дадат предлози и да се информираат за прашањата што се од нивен интерес, и истовремено службите и одделенијата на агенцијата да преземат активности за корекции доколку е потребно. Во однос на проблемите што ги имаат во Кочани, тоа се или слични проблеми кои ги имаат најчесто сите оператори со храна, сите се засегнати нормално во однос и на имплементирањето на оние системи за безбедноста на храната. Тука исто имаше и доста сугестии од нивна страна и тоа е добро, ние ги земаме во предвид и сигурно ќе видиме во идниот период што и како би можеле да ги нормално да ги имплементираме во нашето работење. На отворените денови на Агенцијата за храна и ветеринарство во Кочани беше промовиран и водичот за новините во означувањето на храната во Европската унија, а што ќе се применуваат и кај нас. Бидејќи веќе во Европската унија стапи на сила новата регулатива и нашите извозни фирми веќе ги применуваат тие правила за производите кои одат за извоз, но во јуни месец оваа година со донесување на измените на Законот за безбедност на храна ќе треба и компаниите кои го пласираат својот производ на македонскиот пазар да ги применуваат истите одредби од законот и затоа сметавме дека ова е еден добар момент да го приближиме водичот, да го поделиме до самите оператори со храна. Средбата на Агенцијата за храна и ветеринарство во Кочани беше трета поред, откако претходно исти такви се одржаа во Битола и Неготино. Директорот Поповски рече дека ваквата практика за директно среќавање на терен со представниците на бизнис секторот од прехранбената дејност и со земјоделците ќе продолжи и во иднина, за што очекува конкретни резултати и решенија за проблемите. 89 годишен кочанец му дал 50.000 евра на свој сограѓанин кој му ветил дека ќе му обезбеди патување за Австралија. Откако ги зел парите, познаникот се изгубил без трага и глас, но полицијата го откри и му поднесе кривична пријава за измама. И без 50.000 евра и без патување за Австралија останал 89 годишен старец од Кочани, откако претходно негов сограѓанин му ветил дека ќе му обезбеди виза и пат до далечниот континент. Наивно верувајќи во убавото ветување што му го дал познаникот, на 15 февруари заедно отишле во банка и од својата сметка старецот ги подигнал девизните средства, што потоа ги дал како надомест за услугата што требало да ја добие. Неколку недели по настанот, откако сватил дека направил грешка, старецот го пријавил случајот во полиција. Секторот за внатрешни работи Штип до основното јавно обвинителство поднесе кривична пријава против 62 годишно лице од Кочани поради постоење на основано сомнение дека сторил кривично дело измама. Имено на 13 февруари годинава, пријавениот откако претходно довел во заблуда лице од Кочани со лажно прикажување на фактите дека ќе му обезбеди да замине за Австралија, го одвел во банка во Кочани,
од каде лицето повлекло парични средства, и тоа 49.156 американски долари и 562 евра, и ги дал на пријавениот. Полицијата засега не излегува со други детали за желбата на старецот да патува во Австралија, ниту пак дали таму имал некој близок кај кого би престојувал. Полициските службеници велат дека ова не е прв случај на измама во Окочани. Минатата недела имало слична ситуација, во која две лица му ја зеле пензијата на 80 годишен старец од Кочани, нудејќи му лажен златен часовник. Уште неколку дена им остануваат на граѓаните да поднесат годишна даночна пријава во Управата за јавни приходи. Рокот истекува в понеделник, а досега се поднесени само половина од очекуваниот број пријави. В понеделник на 16 март истекува рокот во кој граѓаните треба да поднесат годишна даночна пријава за остварен приход во 2014 година. Иако законскиот период за оваа обврска започна да тече од почетокот на оваа година, вообичаено е поголем интензитет во поднесувањето на пријавите да има во последните денови, велат од даночната канцеларија на Управата за јавни приходи во Кочани. Потврда за тоа и големата редица граѓани пред канцелариите во кои се примаат документите. Од почетокот на оваа недела, бројот на подносители постојано се зголемувал и дневно се примаат и по повеќе од 200 пријави. Одговорните во канцеларијата потсетуваат дека граѓаните треба да имаат претходно пополнети пријави, а со нив да ги приложат и неопходните потврди за примањата што ги имаат заедно со платените аконтации за нив. Досега од граѓаните на општина Кочани се примени околу 6000 пријави за остварен приход во текот на минатата година. Според проценките, ова е само половина од вкупниот број. Зголемен број подносители годинава се јавил затоа што обврска за доставување пријави имаат сите вработени кои примиле регрес за годишен одмор, така наречен К15, но и собирачите на секундарни суровини, чии приходи од лани исто така подлежат на одданочување. Од даночната канцеларија на Управата за јавни приходи велат дека пријавите за утврдување годишен данок на доход се бесплатни и можат да се подигнат во нивните простории или да се симнат од интернет, од официјалната веб страница на Управата за јавни приходи. Обврска за поднесување пријава имаат граѓаните кои оствариле приходи во земјата и во странство, во што се вклучени личните примања, приходи од самостојна дејност, приходи од имот и имотни права, од авторски права и права од индустријска сопственост, од капитал, капитални добивки, добивки од игри на среќа и други наградни игри. Даночните обврзници кои остваруваат само приходи од плати или пензии или пак само приходи од земјоделска, односно самостојна дејност, не се должни да поднесуваат годишна даночна пријава. Едукативна работилница за користење ортопедски помагала и лекови одржа Фондот за здравствено осигурување на пензионерите од Кочани. Предавачи беа лекари од Скопје и вработени во Фондот за здравство на Македонија. Фондот за здравствено осигурување одржа предавања на пензионерите од Кочани на теми поврзани со користењето на ортопедските помагала и лековите. Стручен тим составен од доктор Ана Филиповска, предавач на едукативната работилница од сферата на ортопедските помагала, и Марија Коневска од сектор фармација, која што одржа презентација на тема лекови, како и Мимоза Гугуловска од Фондот за здравство на Македонија, зборуваа за корисноста и ефектите од ортопедските помагала. Како фонд сметаме дека е многу важно да имаме осигураници, значи секој осигураник да биде информиран. Добро информиран осигураник може да ги користи сите поволности и новитети кои што во континуитет ги работиме и сакаме да ги обезбедиме. Значи дали е тоа да знае како полесно е скратен начинот од препишување на матичен лекар, како да си побара лек кој што е без доплата кај фармацевта кој што следи доколку го има на товар на фондот и ред други работи. Значи што е осигураникот поинформиран, тоа повеќе ќе ги ужива сите погодности на системот кој што ние го имаме обезбедено во државата. Вакви едукативни работилници се одржуваат втора година поред и се спроведуваат во договор помеѓу Фондот за здравствено осигурување и Сојузот на пензионерите. Во Кочани ова е втора работилница. Пензионерите од Кочани пројавија интерес за ваквите работилници и излегоа и со своји предлози и идеи. Минатата година биле предвидени 12 работилници на ниво на Македонија, но поради големиот интерес од страна на пензионерите се одржале 19. За годинава се предвидени 30 вакви работилници во различни градови во државата. Темите кои беа предмет на обработка минатата година беа поврзани со правата од здравствено осигурување и превенцијата.
Во Виница одржан сообраќајниот квиз надпревар за учениците од погорните оделенија од основните училишта. Станува збор за активност од проектот Учиме да бидеме побезбедни во сообраќајот. Сообраќајниот квиз надпревар се одржава во просториите на Виничкиот Црвен крст. Учествуваа надпреварувачи од основните училишта на подрачјето што го покрива полициската станица Виница. Станува збор за активност што е дел од проектот Учиме да бидеме побезбедни во сообраќајот. Значи, во овој проект се офатени учениците од 6, 7 и 8 оделение како целна група од сите основни училишта, центар на основни училишта од подрачјето на полициската станица од општа надлежност Виница. Проектот финансиски е поддржан од мисијата НОПСЕ во Република Македонија. А инаку проектот се реализира во сите 13 општини кои го покрива сектор за внатрешни работи Штип. Целта на надпреварот е основците да се запознаат со сообраќајните правила и прописи во фаза додека не добиле возачка дозвола, односно се уште во сообраќајот учествуваат само како пешаци и евентуално со возачи. За потребите на квизот во училиштата претходно се вршеше селекција. Од сите училишта се избираат најдобрите и учествуваат на општинско ниво. Така е надпреварот. Значи, целта е да ги едуцираме младите од оваа група на од 6, 7 и 8 оделение пред да станат учесници како возачи во сообраќајот. Тие сега се фактички учесници во сообраќајот како пешаци, значи од сега како пешаци да ги едуцираме на правилното однесување во сообраќајот, а потоа и како велосипедисти на помошен мотор, а потоа и како возачи на моторни возила. Нетолеранцијата и непочитувањето на правилата од страна на сите учесници во сообраќајот, без оглед дали се возачи, пешаци, велосипедисти, млади или возрастни, само го зголемуваат ризикот од несреќи кои многу често завршуваат со фатален исход. Оттаму е потребно младите да бидат едуцирани систематски и континуирано од рана возраст со цел долгорочно да се создадат учесници во сообраќајот кои правилно ќе се однесуваат и ќе ги почитуваат сообраќајните правила и прописи. Музејот Теракота организира два важни културни настани. Споени се со така наречената музејска ноќ, која се состои од изложба на праисториските дами и концерт на Биле Естебан. В среда со почеток во 20 часот во Виничкиот музеј Теракота ќе се одржи музејска ноќ. Вечерта е составена од две компоненти. Првата изложбата на праисториските дами од Македонија, чиј автор е Ирена Колиштракова Настева, и втората музичкиот настап на Били Естебан. Праисториските дами од Македонија е изложба на која се презентирани повеќето праисториски теракотни фигурини со представа на жена кои се нарекуваат дами откриени во Република Македонија. Тие се резултат на 70 години македонска археологија. Колекцијата е збир на артефакти од музејските институции во Македонија. Хронолошки припаѓаат на периодот на неолитот и енеолитот, поточно од 6 до средината на 3 милениум пред нашата ера. Сите фигурини се рачно изработени и уникатни. Пронаоѓани се со археолошките ископувања, речиси секогаш во куќите на нашите пражители. Представувани се и почитувани како идоли, заштитнички на домот, огништето и куќата. Со анализите извршени врз нив може да се заклучи дека многу често се изведени со нагласени символи на плодородието и убавината. Повеќето од нив се богато и разновидно украсени со накити, фризури што упатува на реални примери од еден сегмент од тогашниот секојдневен живот, грижата за убавината и допадливоста на жената. Предходно, 30 на млади учесници од 10 земји од Европската Унија и соседството учествуваа на обука за представници на граѓанскиот сектор, кои што работат на полето на социјалната инклузија со цел зајакнување на вештините за работа со социјално исклучени млади во нивните држави. Обуката се одржа во периодот од 26 февруари до 4 март. Учесниците со посета на музеот на град Виница и Виничкото Кале имаа можност да се запознаат со делот културно-историското наследство на општина Виница. Следува спортската информација. Младинската екипа на Слога 1934 со две победи на турнирот во Дарувар, Хрватска. В среда започнуваат надпреварите во футсал лигата за основци. Во два надпревара на меѓународен турнир во Хрватска, младинскиот погон на фудбалскиот клуб Слога 1934 од Виница забележа исто толку победи.
Младинската екипа на првиот надпревар против екипата на Зденка 91 од Велики Зденци ја забележа првата победа на турнирот во Дарувар со резултатот 1:2, полувреме 1:0. Стрелец на двата гола за веничката екипа беше Александар Лазаров. Вториот надпревар, Пакрач 1934, заврши со победа на условно гостинската екипа од 0:3. Стрелци за Слогле 134 беа Ивица Илиевски во 2 наврата и Венко Гаврилов еднаш. Што се однесува пак до училишните активности, започнува Општинската футсал лига за основци. В среда со почеток во 13 часот во спортската сала во Основното училиште Никола Карев, според распоредот на програмата е правото коло. Двојките се Малина Попиванова, Никола Карев и Свети Кирил и Методи Раде Кратовче. Слободна екипата на Крсте Петков Мисирков. Ги гледавте вестите на Канал 8, ви благодариме што бевте со нас. Имајте убава вечер.